Добро вечер. Дека нема ништо поважно од здравјето на човекот, тој обично сваќа тогаш кога ќе се разболи. А дека нема ништо поважно од здравството во една држава, властите сваќаат тогаш кога граѓаните ја губат довербата во здравствениот систем. Епидемијата со морбили во нашата земја ја извади на површина токму оваа недоверба. Па и оние кои што веруваат во имунизацијата како концепт, не веруваат дека кај нас ќе добијат вакцини со еднаков квалитет како европските. Скандали и афери, дилеми за квалитетот, сомнителен увоз. Како да се врати довербата во македонското здравство и како тоа го решаваат членките на Европската Унија? Следете на. Во оваа емисија ќе гледате. Вакцинацијата против морбили во Македонија е на најниско ниво во последните 17 години. Епидемијата не признава ниту недоволна информираност, ниту недоверба. Како ќе се лекува, како ќе се превенира? Каков пристап имаат земјите членки во Европската Унија кон имунизацијата? Каде се вакцините задолжителни, а каде не? Кој е ставот на Европската комисија? Интервју со министерот за здравство Венко Филипче. Како ќе успее кампањата за зголемена доверба во имунизацијата и здравството, кога системот постојано го тресат афери, што презема надлежното министерство? Останете со нас. Одурната доверба во здравствениот систем преку индиции за криминален увоз на лекови и вакцини со сомнителен квалитет, па се до експанзија на интернет статии од нерелевантни извори и лажни вести, кои тврдат дека вакцините се дел од светски заговор против човештвото. Поборниците против имунизацијата имаат каде да бараат оправдување за своите ставови, на кои официјално се спротивставуваат сите сериозни медицински истражувања. Епидемијата од морбили, прогласена во Македонија, го актуализираше прашањето за тоа колку се важна едукацијата и превенцијата за граѓаните да ја сватат сериозноста на оваа болест, бидејќи малите сипаници можат да бидат многу опасни, па и фатални, не само за болниот, туку и за другите околу него. За тоа, како да се зголеми свесноста кај граѓаните, одговор побаравме од Институтот за јавно здравје. За трендот на пад на имунизацијата и зошто за оваа болест е потребна покриеност со вакцинација од 95%, зборуваме со специјалистот епидемиолог доктор Жарко Караџовски, а за симптомите на морбилите и нивната детекција со доктор Голубинка Бошевска, началник на лабораторијата за вирусологија. Од 1992 година, кога кривата на опфатна вакцинација последен пат паднала драстично, во изминативе 3 години повторно се забележува намален опфат на лица кои примиле МРП вакцина. Имунизацијата на деца од инфективни болести морбили во 2015 изнесувала 88,8%, во 2016 82,1%, а во 2017 82,6%. За да има колективен имунитет, односно и тој процент на луѓе кои не се вакцинирани да не заболат, ние останатите ги штитиме со нашиот имунитет, вели доктор Караџовски. Тој имунитет слабее со опаѓањето на опфатот на вакцината. Но зошто имунизацијата паднала за 10%? Прво, луѓето премногу читаат интернет и премногу се ангажирани во делот на антивакциналната кампања. Што тоа значи во пракса? Во пракса значи постојат неколку прашања кои што се круцијално значење за овој проблем. Прво, ако го вакцинирам сега моето дете на 12 месеци, детето може да добие аутизам. Дајде да почекам уште малку да прозборе и прооде. Втора работа. Детето во првиот период од животот е заштитено со мајчини антитела. И најмал бројот заболениве лица се на возраст 3, 4, 5, 6, 7 месеци. Меѓутоа, после се инвадирани од сите вируси и бактерии што се околу нас. Родителите тоа го забораваат или го пренебрегнуваат. Што се случува во периодот до вакцинацијата? Детето се дружи со други деца кои што се вакцинирани или исто така невакцинирани. Доволен е вирусот да влезе од страна, од некое дете, кој имаме во моментов во Романија, во Грција, во Србија, во Косово. Го донесува вирусот
вирусот оди на сите страни. Сомнежот за квалитетот на вакцините кои се набавуваат во земјава од незначителен стана основан, а стравот од вакцинирање уште поголем, по признанието за наводна техничка грешка на етикетите на кутиите на вакцината Приорикс од белгискиот GlaxoSmithKline. Но доктор Караджовски смирува. Европска унија не би жртвувала свој углед, свој реноме, па да направи фалс. Односно, вакцина за македонски пазар и вакцина за германски пазар или за белгиски пазар. И народот, помислувајќи дека се работи за бизнис, ја пренебрегнува клучната работа. Го штитам своето дете, здравието на своето дете, ама и здравието на другите деца. Јас како епидемиолог така размислувам. Кога едукацијата и превенцијата не даваат резултати, оние со симптоми на морбили се диагностицираат во оваа лабораторија, акредитирана од Светската здравствена организација. Испитувањето се одвива преку два теста. Примарен тест е серолошкиот тест, односно тест за детекција на IgM антитела кај пациентите кои што се сомнителни дека имаат сипаници. Се работи за антитела кои што се создаваат после период од минимум 14 до 21 ден и бидејќи периодот на инкубација на ова заболување од прилика толкав период, се очекува дека пациентите кои што ќе се исипат во времето на исипот би требало да имаат детектибилни антитела од класата на IgM. Меѓутоа, имаме ситуации каде што исипот кај пациентот се појавил многу побрзо во однос на појавата на овие антитела. Во тој случај пристапуваме кон молекуларни тестирања. Затоа двајцата доктори апелираат. Вакцинирајте го своето дете. Детето нека расте и нека ужива во своето детство. Овие вакцини што ние ги имаме во моментот се од елитен производител, од Европска унија. Значи не само кај морбилите, и кај инфлуенцата, и кај други заболувања. Апсолутно не постои вакцина на светот која што може 100% да заштити. Но ги намалува компликациите. Повиците против вакцинација, без разлика дали доаѓаат од матични лекари кои ги наведуваат родителите да ја одложат вакцината или од антивакциналните здруженија, треба построго да бидат санкционирани, додава Караджовски. Тој што размислува негативистички, негативно, пропагирајќи кампања за антивакцинален статус на нечие дете, тој оди против себе, против своето знаење и против стручноста што ја добил до сега. Тоа е прва работа. Втора работа што треба да се каже. Тие матични доктори кои што тоа го пропагираат, ја брукаат својата професија. Наспроти повиците против вакцинација, иако погласни се повиците на здравствените власти за вакцинација, во периодот 2 недели колку што трае епидемијата, опфатени се само 10% од 15.000 невакцинирани деца. Дали вакцинацијата да биде задолжителна или доброволна е дебата не само во Македонија, туку и во Европската унија. Неспорно е дека вакцините заштитуваат од смртоносни болести, но клучното прашање сепак не е тоа, туку како да се постигне максимално ниво на опфат на населението. Некои држави кај кои вакцинацијата е задолжителна, како Полска, имаат висок опфат, други како Финска постигнуваат слични резултати без воведена задолжителна имунизација. Факт е дека не постои пристап кој може да се реплицира во сите држави. Според податоците објавени од Европскиот центар за превенција и контрола на болести, може да се види дека државите членки на Европската унија имаат различен пристап кон вакцинирањето. Па така во државите како Полска, Словенија, Бугарија, Франција и Италија има вакцини кои се задолжителни, а додека во државите како Австрија, Шпанија, Германија, Грција и Холандија нема задолжително вакцинирање, туку се дава општа препорака да се вакцинираат граѓаните. Еврокомесарот за здравје и безбедност на храна во Европската комисија, Витенис Андриукаитис, вели дека дебатата за задолжително или доброволно вакцинирање е непотребна. It's absolutely useless to discuss obligatory or mandatory. It is clear. If you have problems with outbreak of infectious diseases, please use instruments which are more effective. If you can use instruments in voluntary manner, as the Netherlands, guaranteeing more than 99% level of vaccination, let's do it. But if you can't, let's use mandatory. It's not opposite each other.
Because it's not up to politicians to decide mandatory or voluntary. It's up to epidemiologists, up to medical doctors, up to scientists, up to immunologists to advise and to see which way is better, because the main issue is coverage. Борбата со погрешната перцепција за вакцинацијата и расчистувањето на дилемите околу нивната важност и безбедност е од клучно значење исто така. Користа од вакцините е прашање на факти, а не на мислења. Постои консензус во светската научна заедница дека вакцините се безбедни, неопходни и ефективни, додека несаканите ефекти од вакцините вообичаено се ретки или не постојат. It's absolutely useless to have only debates. We need actions, not debates. Now it's time, it's a simple question to society. Are you ready to rely on fake news and debating, mistreating theories and fake news, or you are ready to save your children's lives? Ефектите од вакцинацијата се добро подкрепени со факти. Па така, вакцинацијата спасува помеѓу 1 и 3 милиони животи секоја година. Ги намалува трошоците за третман, вклучително и антибактериски третмани, и придонесува во борбата со антибактериската резистентност. Скоро 14.000 случаи на мали сипаници се регистрирани во ЕУ минатата година, што е над 3 пати во однос на бројот регистриран во 2016 година, а забележани се скоро 60 смртни случаи поради мали сипаници. I believe that it is our responsibility to ensure that all children can access life-saving vaccines no matter where they live. It is heartbreaking for me to see that decreasing confidence in vaccines and low vaccine coverage in the EU. This is weakening the effectiveness of our vaccination programs, and hence is putting our children in danger. And that is very challenging. Довербата во вакцинирањето е всушност доверба во ефикасноста и безбедноста на вакцините и доверба во здравствениот систем кој ги обезбедува. Па така во Португалија опфатот со имунизација за мали сипаници е 98%, иако не постои задолжително вакцинирање. Причините зошто е опфатот толку висок ги покажува извештајот на Европската комисија за доверба во вакцините од 2018 година, каде 95% од испитениците во Португалија сметаат дека вакцините се безбедни и дури 98% сметаат дека вакцините се важни за децата. Мерките и активностите кои ги превзема Европската Унија кога се работи за вакцинирањето се фокусирани на обезбедување пристап до вакцини за сите во Унијата, контрола на сите нови и постоечки вакцини заради обезбедување највисоки безбедности стандарди, споделување јасна, независна и транспарентна информација за вакцините и спроведување повеќе истражувања за развој на нови вакцини. Светскиот пазар на вакцини се очекува до 2028 година да достигне над 100 милиарди евра. Многу фактори влијаат на растот на овој пазар, меѓу кои растечката важност за зголемена потреба од имунизација, значителни инвестиции направени во областа на истражување и развој на нови вакцини и технологии, зголемена инциденца на заразни болести и рак и друго. Господине Филипче, ви благодарам што одвоивте време да бидете денес со нас. Може да се рече дека прилично е неверојатно како во ситуација кога вие се трудевте да ги натерате луѓето да веруваат во системот на имунизација и воопшто во здравствениот систем, ви се случи афера каде што имате налепници со погрешен рок на траење. Како го објаснувате ова? Навистина Тајмингот. Навистина е интересно прашањето, заради тоа што станува збор за една кампања која што ние ја почнахме уште на почетокот на минатата година, а кампања со која што се различни активности, со различни активности не само на терен во смисла на наше присуство, промоција и на квалитетот на здравствената услуга таму каде што постои и на унапредувањето таму каде што навистина е потребно на секој ниво во нашиот здравствен систем, од примарното, секундарното и терцијарното, а што произлегува од нашите стратешки насоки за тоа како нашиот здравствен систем да го зајакнеме и да го унапредиме. Во исто тоа време, малтене паралелно, започнавме една сериозна кампања за подигање на свеста на населението, но и на здравствените работници за важноста на имунизацијата. Како еден процес кој што во смисла на инвестиција е најдобрата инвестиција која што човекот може да направи во себе, посебно во децата. Прво гледано, само од аспект на инвестиција во смисла на финансии, заради тоа што таа инвестиција во вакцината
е навистина како финанси минорна во смисла на тоа да што би било заштедата кога човек или пациент ќе се соочи со таа болест ако би заболел од предизвикач кој може да се спречи со вакцинација. Имено станува збор за трошоци од отсуство од училиште, од работа, понатаму евентуални последици кои што се во делот на социјалниот сектор и во правосте, болничкото лекување кое што воопшто не е ефтино. Така да во таа смисла ние веќе преземавме конкретни чекори во целиот тој наш сектор во Министерството за здравство кој што го покрива премината имунизација на целокупното население на Република Македонија. Именно побаравме и добивме од Министерството за финансии сериозно зголемување на буџетот за вакцини за следните 2 години. Тој се сега вие терате 2 кампањи за враќање на довербата и во здравствениот систем и во имунизацијата како процес и ви се случува скандал што прилично е наивно да се објаснува со техничка грешка. Што се однесува до конкретниот проблем кој што се јави, еве во овој момент се уште се инспекторите од Малмет, Агенцијата за лекови на терен, иако имавме и неколку состаноци во меѓувреме, дури и за време на викендот со луѓето од компанијата, представникот на меѓународната компанија Гласо, од кој што ги користиме вакцините и се упатува на тоа дека е тоа техничка грешка, но сме внимателни во дефинитивното прифаќање на овие наоди, затоа што го чекаме дефинитивниот наод завршувањето на инспекцијата од страна на Малмет. Дека е техничка грешка, кажа и од компанијата, од Македонија Лек. Техничка грешка се санкционира или не? Токму тоа сакав да кажам. Чекаме да заврши официјалната работа на комисиите кои што прават увид инспекцијски, не само во компанијата, туку и во вакциналните пунктови, во здравствените домови ширум земјава, така да имаме и дефинитивната бројка, а врз основа на тоа ќе ги превземеме соодветните мерки, тоа што е во ингеренција на Министерството за здравство и сега се што е во ингеренција на Агенцијата за лекови. Не, повеќе прашањето ми беше во насока дека техничка грешка како оправдување е прилично бенигна, една бенигна кованица. Дали за техничка грешка ќе следуваат санкции од типот на тие што ги најавивте, одземање на лиценца, прекинување на соработка и слично, или техничка грешка ќе се сведе како еден обичен пропуст кога не знам. Еве јас пишувам текст па правам печатна грешка. Затоа не би сакал да шпекулирам додека не дојде и официјалниот извештај од инспекцијата. Тогаш со официјалниот извештај ќе видиме што е во наши законски ингеренции, што е во ингеренции на Агенцијата за лекови, кои што сме во малтерне секојдневна и постојана комуникација, работиме паралелно, заради тоа што не е само оваа активност која што се спроведува, имаме секојдневни активности на терен за некои други сфери во кои што и Министерството и Агенцијата имаат своји ингеренции, така да веднаш кога ќе заврши тоа, ќе ги разгледаме сите извештаи и ќе направиме се што треба за да доколку се утврди одговорноста, си ја понесат Ако го тргнеме овој случај настрана, ве загрижува ли можеби сомнението колку други технички грешки има во други сегменти вакви? Дали ова ви е можеби иницијална некоја каписа за да вие повлечете истраги за зголемена контрола воопшто? Да, и веќе издадовме некои решенија за да направиме и контрола на некои други работи кои што се во наша ингеренција, повторно во координација со Агенцијата за лекови, заради тоа што сакаме да го сведеме на минимум ризикот во иднина да се случуваат вакви работи, посебно не сега кога се соочуваме со една ваква епидемија која што може да биде многу сериозна и секој ден се јавуваат нови случаи. Има нови случаи? Мене ме плаши тоа дека ќе се јавуваат и понатаму. Каква е бројката во моментов? Кажете ни. И каква е ситуацијата со заболените? Во текот на минатиот ден беа примени 7 нови дечиња на клиниката за инфективни болести, сите со класичната клиничка слика на морбили, со потврдена после тоа диагноза на малисипаници, сите од едната иста градинка од населбата Ново Лисиче и ниедно од децата не е вакцинирано. Колку се возрастните во опасност? Има една жена која што е повозрастна пациентка, која што има околу 40 на години и таа лежи на инфективната клиника
има клиничка слика која што има сериозна афекција на белите дробови, што очекува една од очекуваните, за жал не најповолна, меѓутоа очекувана клиничка слика на болест. Несакани ефекти, да ги наречам. Па да се надеваме дека нема дополнително да се искомплицира ниту еден од случаите. Колку се во опасност возрастните воопшто што не се вакцинирани, зашто кога упатувате апели за вакцини, обично тоа се сведува на најмалите, на децата. Дали вие велите цело време дека до 45 години е границата, нели? Апелите дали се однесуваат и на повозрастните? Да, апсолутно. Апелот за имунизација се однесува на сите кои што не ја примиле оваа вакцина. Значи и возрастните треба да се проверат во своите картони дали се или не се вакцинирани. Тоа го укажуваме на сите, без разлика на возраста. Ние како земја која што порано сме биле дел од земја во источниот блок, каде што имало една многу строга контрола на спроведување на имунизацијата, а тоа резултирало со искоренување на вакви болести кои што може да се превенираат со вакцина. Се соочуваме со промена во системот. После распадот на Југославија, после распадот на тој источен блок, кај многу земји се менува системот на контрола на процесот на имунизација. Например, целосен крах на системот на имунизација во Грузија. Понатаму проблеми во системот на имунизација во Украина, па се соочија со сериозна епидемија на полиомиелитис во 2015 година. Србија и Романија. Да. Мали си паници. Се надевам дека колку вака како надоаѓаат нови случаи кај нас, се надевам дека кога тогаш ќе престанат да се јавуваат пациенти на инфективната клиника. Ние во еден период порано на почетокот на 90-тите сме имале недостаток на вакцината за заушки. Па пред неколку години, ако се сеќавате, имаше епидемија што се должи токму на тоа што еден дел од популацијата на тие генерации што не биле вакцинирани своевремено. Така, но сега во услови на епидемија, кога ние постапуваме согласно законот за заштита на населението од заразни болести, не само децата, кои што имаме конкретни проценти како се невакцинирани по возрастна група, апелот се однесува на сите. Јасно. Кажете ми околу квалитетот на вакцините. Дали се тие истите вакцини со кои што се боцкаат европските деца? Да, апсолутно. Во нашите критериуми за набавка на вакцини стои да вакцината е произведена во земја на Европска унија, второ да се користи во земја на Европска унија и трето да ги има двата сертификати за квалитет кои што ги издаваат и производителот и лабораторија која што го испитува квалитетот на ваков тип, се вика биолошки лека, тоа се само неколку лаборатории во Европа. Значи ги користиме не само сега, и порано со години наназад сме ги користеле најсовремените европски вакцини. Зборувавме дека е симптоматичен тајмингот кога ви излезе скандалот со погрешните налепници. Исто уште еден специфичен тајминг за кој што ве обвинуваат е распишувањето на тендерот за вакцини. Дека малтене ја предвидовте епидемијата од предходна. Не, тоа е наша редовна постапка. Минатата набавка била направена од предходната власт на крајот на 2016 почетокот на 2017 година и сега е редовниот термин кој што ние треба да ги набавиме 2 годишните количини на вакцините за целото наше население. Као што спомнав на почетокот, сериозно е зголемен буџетот заради тоа што уфрлуваме 2 нови вакцини. Тоа се вакцините од вирусот рота и пнеумокок и заменуваме 2 стари вакцини од календарот со 2 по-модерни. Со тоа ние сме една од ретките земји во регионот кој што има модерен и осовремен календар на вакцинација, а по препорака на Светската здравствена организација која што имаше регионален состанок на почетокот на минатата година во Црна Гора, кај што ни беа упатени овие укажувања у смисла на потреба за осовременување на вакциналните календари. Велите дека исти се вакцините и по квалитет и се, меѓутоа мора да признаете дека имавте прилично несреќен слоган во време на референдумската кампања кога кажавте дека со влезот во ЕУ ние ќе имаме пристап до поквалитетни вакцини, што автоматски го отвора прашањето па со какви досега сме се боцкале. Дали само и самите вие во таа реторика кога сакавте да убедите колку е важно Македонија да стане дел од европското семејство, на некој начин придонесовте да се наруши довербата? Добро, довербата во здравствениот систем генерално е нарушена заради многу погрешни политики, кои што биле спроведувани многу години наназад. Не соодветно планирање на кадрите, не соодветно плаќање на здравствените работници во однос на платите, во однос на дежурствата. Не соодветно планирање на тоа
кој центар што може да работи, а во смисла на регионализација. Понатаму, еден многу несоодветен план за надградување на капацитетот на тоа што требаше да биде нов клинички центар. И затоа ние уште на почетокот, кога преземавме власта, во ова министерство направивме неколку стратешки чекори. Прва и основна работа беше инвестиција во здравствените работници. Огромна сума на пари одвоивме за зголемување на платите на здравствените работници. Минатата година продолжуваме оваа година во сумата на дежурства, понатаму плаќањето од специјализанти. Се тоа мерки кои што заедно со подобрување на едукација веруваме дека прво нив ќе им го врати ентузијазмот за работа, кој што беше сериозно компрометиран во изминатите години, а како паралелно на тоа вложуваме во медицинска опрема и во нова инфраструктура, но внимавајте, со еден стратешки пристап, знаејќи точно во каква опрема и каква инфраструктура вложуваме во секој регион. И врз основа на тоа, каков нов клинички центар ни треба за да бидеме ние способни да дадеме еден интегриран тип на здравствена услуга, да имплементираме нови методи, нови интервенции за нашите граѓани, односно пациенти, верувам дека се чекори кои што ќе ја вратат довербата во нашиот здравствен систем. Свесни сме дека за тоа треба време, но процесите ги почнаа. Ке се вратиме на вакцините, споменавте доверба во здравствениот систем, да, здравствените работници меѓу другото се една клучна наука, за да верувате во системот треба веројатно на својот матичен педијатар, доктор да му верувате. Што правиме со бројот на лекари кои што се заминуваат од државата? Да, тоа е еден тренд кој што го има навистина во сите земји во светот. Една Германија има сериозен недостаток на лекари, медицински очигледно сестри. Тоа е како проблем, нешто што го имаат и сите околни земји и ние правиме се што можеме за да ги задржиме нашите здравствени работници овде кај нас. Размислуваме освен на ова зголемување на платите и примањата генерално, да направиме и систем на потенцијално некаква размена на здравствени работници со Германија, зашто веќе имаме закажано состанок на крајот на овој месец со германскиот министер за здравство, во смисла на ќе доаѓаат германски лекари тука? И веќе предложивме идејата да правиме одредени ротации, како во смисла на едукација, така и во смисла на дополнителни хонорари. Како дел од кампањата да се врати довербата во и стимулација да останат да работат во нашата земја. Така. Веројатно ќе треба кога се работи за воопшто вакви кампањи за враќање на довербата, тоа не се прави вака преку ноќ, кога ќе се јави епидемија, веројатно треба посистемски, систематски еден пристап во целото тоа. И размислувате ли за некоја таква стратешка можеби кампања, едукација преку медиуми, преку поголем контакт со граѓаните? Како вие тоа да го објаснувате во текот на целата година, некога ќе се соочиме со проблемот? Зошто се вакцините важни? Почнавме пред повеќе од 6 месеци, кога беше денот на имунизацијата, кога имавме еден настан во градскиот парк, кој што следеше на регионалниот состанок иницииран од Светска здравствена организација, после што ги започнавме тие кампањи во јавноста, бевме многу поприсутни, го зголемивме буџетот за вакцините за следните 2 години и ќе продолжиме и понатаму. Овие мерки што сега ги преземавме се мерки кои што се времени мерки за време траење на епидемијата, но тука нема да запреме. Ќе продолжиме и понатаму заради тоа што имунизацијата е нешто што навистина значи вистински влог во сопственото здравје. Заради тоа што сега да се бориме и да правиме, да иницираме нови борби со стари болести нема апсолутно никаква смисла. Мораме да им укажеме на граѓаните дека тоа е вистинската инвестиција во сопственото здравје, дека тоа се превенабилни болести кои што апсолутно може да се искоренат доколку тие се вакцинираат или ги вакцинираат своите деца. Со враќање на довербата не само во здравствениот систем, што веќе говоревме, туку и конкретно, зашто и ние излегуваме со конкретни докази дека се тоа квалитетни вакцини во кои што нема никаква потреба да има сомнеш, верувам дека ќе имаме некакви резултати. И веројатно да показливост на вакви случаи кога се нарушува довербата, еве ова со декларацијата на пример, доколку не се реша, знаете, здравството низ годините вие велите дека долги години сме имале сериозни системски пропусти, токму меѓу другото еден од елементите зашто се губи недовербата е системот на неказнивост. Ние правиме како власт се да укажеме дека здравството е навистина еден од приоритетите. И нема да дозволиме, ама апсолутно никој и со ништо да ги прво урива нашите обиди, понатаму конкретните постапки кои што ги правиме и на крајот на кришта сакаме да покажеме и да укажеме дека ние сакаме да имаме работа со сериозни партнери.
и дека во индустријата фармацевска гледаме партнери за заедничка работа и за заедничко напредување во здравството. Во таа смисла, вакви грешки, се што е во наши можности и рамки ќе превземе да ги соодветно санкционира. Зошто тогаш како критериум најниска цена беше ставен за вакцините, што исто така отвори дилеми? Тоа не е точно, дека тоа е единствен критериум, тоа е согласно важечкиот закон за јавни набавки, кој што во меѓувреме ќе се смени и веќе во следните месеци ние ќе имаме нов закон за јавни набавки, но внимавајте, во критериумите за набавка на вакцини се овие критериуми кои што ги спомнав претходно. Производител од Европска унија, да се користи во Европска унија и да ги има двата сертификати за квалитет, што значи дека цената не е единствен. Да, тоа е многу важно да се расчисти, затоа што информациите беа дека единствено сте гледале да бидат најевтини, што автоматски е... Покрај сите овие напори кои што навистина ги вложуваме за напредување на нашиот здравствен систем, се обидуваме да се бориме против лажните вести, кои што како и што сте самата сведок креираат сериозно ниво на паника и дополнителна недоверба. Особено во здравството. Таму каде што треба да си го имате на ум. Да, и тоа не само во здравството во смисла на уривање и подкопување на довербата во здравствениот систем, туку и индиректно преку лажни вести кои што се однесуваат на некои медицински феномени, па дури и факти, вие индиректно креирате недоверба во здравствениот систем. Зборувате за научни истражувања, факти. Токму имунизацијата и лажните вести кои што се шират во врска со вакцините се конкретен пример за тоа. Освен со повикот за вакцини, зголемениот апел, гледаме дека колку толку има резултати, се јавуваат дечиња, се вакцинираат. Кои се другите начини како да се справиме сега со епидемијата што не снајде? Не знам, зголемена хигиена можеби, некои други паралелни процеси кои што со вакцини веќе ќе течат. Не, има формирана мултисекторска група со Министерството за здравство, образование и труд и социјална политика, кои што работиме на конкретни измени во правилниците и евентуално доколку се наметне потреба во законите, за да ја направиме имунизацијата да биде задолжителна при упис во градинка и во училиште. Заради тоа што јавното здравје, колективното здравје е апсолутен приоритет над индивидуалното. Никој не сме со своите постапки, со својата волја, не навлегувајќи на што се темели таа волја, да го загрозува јавното здравје. Наша обврска е да го штитиме и унапредуваме јавното здравје на населението во Република Македонија. Ке важат ли овие правила и за приватните училишта, приватните градинки? Апсолутно не, со ништо не ги делиме. И предпоставувам ке имате засилени инспекции за да видите дали се почитуваат, затоа што имаш информации дека и покрај апелот некои градинки примале деца кои што не се вакцинирани. Веќе е направен модул во системот Мој термин за внесување на вакциналниот статус. Значи тоа што до сега беше напишано во картоните, ќе биде и електронски достапно, ќе ги споиме системите на градинките, односно системот на труд и социјална политика со нашиот систем за електронска евиденција Мој термин. При тоа, при упис на секој дете ќе има директен електронски увид дали детето е вакцинирано и кои вакцини ги примило. На тој начин, а тоа е еден проект кој што го иницииравме пред некој време, модулот е веќе готов. Испадна да е спремен кога ни се појави уште еден симптоматичен момент, епидемијата. Ке речат, баш во се надевам дека во следните неколку месеци ќе се пополни со податоци и дека негде на крајот на пролета ќе биде спремен да се користи. Ви благодарам многу за времето. Благодарам поканата. Со 318 полициски службеници на 100.000 жители, Европската Унија ја гарантира безбедноста на своите граѓани, покажуваат податоците објавени овој месец од страна на Евростат. Сепак, постои голема разлика помеѓу земјите членки на Европската Унија. Па така, во Унгарија, Финска, Данска има до 200 полициски службеници на 100.000 жители, додека Словенија, Хрватска, Грција, Италија 400 или повеќе полициски службеници на 100.000 жители. Според податоците на Евростат, 1 од 5 полициски службеници во ЕУ се жени, односно 21,1% од вкупниот број на полициски службеници. Инаку, бројот на полициски службеници во Европската Унија полека се намалува во последните години. Во 2016 година во Европската Унија имало вкупно 1,6 милиони полициски службеници, што представува намалување за 3,4% во однос на 2009 година. Од 1 јануари 2019 година, сите држави членки на Европската Унија мора да ги воведат новите правила на Унијата за елиминирање на главните пропусти во даночните системи, користени за избегнување плаќање на данок на добивка,
Имено се работи за законски обврзувачки мерки против злоупотреба кои се однесуваат на даночните практики на некои големи мултинационални компании. Поконкретно, земјите членки на Европската Унија сега ќе имаат можност да го доначуваат профитот, што се префрла во земји со ниски даноци, каде што компанијата нема вистинска економска активност. Потоа тие ќе можат да го ограничат износот на нето расходите по основ на камати, кои компанијата може да ги одземе од својот приход, кој се одданочува, и ќе можат да се справат со шемите за избегнување на плаќање данок во случај кога не можат да се применат други одредби за спречување на избегнување. Правилата се засноваат на глобалните стандарди развиени од страна на ОЕЦД во 2015 година. Скоро 70% од граѓаните на Европската Унија веруваат дека Шенген зоната е едно од клучните достигнувања на Европската Унија. Ова го покажуваат резултатите од последно објавената анкета Евробарометар за перцепција на граѓаните на ЕУ за Шенген зоната. Главни позитивни аспекти се дека Шенген зоната овозможува полесна трговија, нема пасошки контроли и дневните меѓугранични патувања се полесни. Во секоја од државите членки на Европската Унија, најголем дел од испитаниците се согласуваат дека Шенген зоната е добра за бизнисот во нивната земја. Во целина, 75% од граѓаните на Европската Унија веруваат дека Шенген зоната е добра за бизнис. 66% сметаат дека дава повеќе предности за нивната држава и 61% сметаат дека дава повеќе предности за нив лично. Знаејќи колкава популарност добива возењето велосипед, денеска голем број заштитни средства за велосипедисти постојат на пазарот. Заради поголема безбедност на велосипедистите, одредени држави воведоа и со закон задолжително носење на каци. Со средства во вредност од 1,37 милиони евра од програмата на Европската Унија Хоризонт 2020, една компанија во Шведска разви иновативна кацига за велосипедисти. Дизајнирана е како дискретна јака која се става околу вратот. Јаката содржи собрано воздушно перниче кое се отвора во случај на незгода. Ја обвива главата на велосипедистот и го фиксира вратот. Воздушното перниче во форма на кацига се отвара за 0,1 секунда по судир и апсорбира 3 пати повеќе од ударот отколку регуларна кацига. Резултатите од истражувањето на Универзитетот Стенфорд покажуваат дека оваа кацига нуди дури 8 пати поголема заштита од повреди во споредба со конвенционалните кациги со велосипеди. Сензорите кои се во јаката ги следат движењата на велосипедистот 200 пати во секунда и го надувуваат воздушното перниче во случај на незгода. Јаката во која е сместено воздушното перниче се полни преку USB кабел. Целосно наполнета батерија трае приближно 9 часа возење велосипед. Јаката е водоотпорна и може да биде во различни бои. До сега се регистрирани и документирани 3000 случаи во кои воздушното перниче ги има заштитено велосипедистите. Преку 130.000 кациги се продадени досега во 16 држави од Европа и Јапонија. Интернет порталот здравство.мк тешко дека може да го оправда своето име преку текстови кои што директно ги подкопуваат научните тврдења, поддржувајќи дилеми на нерелевантни извори. Во текстот со наслов Филип Четера инат со Скопјани, заради 4 нови случаи со морбили епидемијата е продолжена, новинарите од овој сајт ја пласираат тезата дека епидемијата со морбили е прогласена заради тоа што така се одлучил министерот, сугерирајќи дека бројот на заболени е премногу мал за таква мерка. Од друга страна, сите доктори и епидемиолози тврдат дека кога се работи за болест, што е толку лесно пренослива и заразна, дополнително и толку опасна, епидемијата се прогласува со оглед на опасноста од нејзино ширење и дека бројот на заболени апсолутно мора да се гледа во овој контекст. Агенда 35 ќе се наврати на имунизацијата кога ќе го отвориме поглавието 28. Заштита на потрошувачите и здравствена заштита, заедно со сите други аспекти на реформата на здравствениот систем. Се гледаме следната недела со друга тема.